أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Завршивме со првите 5 ајети од највозвишеното суратул Бекара, кои 5 ајети зборувае за описот на верниците. А денеска со Аллахова дозвола ќе ги замаме 6 и 7 ајет, кои 2 ајети зборуваат за описот на неверниците. Возвишениот Аллах Азза ва Џел во 6 ајет вели: Инна аллазина кафару саваун алейхим аанзартахум ам лам тунзирхум ла юъминун. Вели субханаху ва таала, на тие што не веруваат, на неверниците, на вистина им е сеедно дали ти ќе ги опоменуваш или нема да ги опоменуваш, тие не веруваат. Свеедно, дали ги опоменуваш или не, неверниците не веруваат. Вели Ибн Аббас радијаллаху ан: Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем силно посакуваше сите луѓе да поверуваат и да го следат вистинскиот пат. Но возвишениот Аллах Азза ва Џел го извести на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем дека никој нема да поверува освен оној кому му е запишана среќа уште од првиот спомен во Лаухил Махфуз, и никој нема да залута освен оној кому му е претходно определена несреќа уште од првиот спомен во Лаухил Махфуз. Како што вели Аллах Азза ва Џел во друго место: Иннал лазина хаққат алейхим калимату раббика ла юъминун валау џаатхум куллу ајатин хатта јараул азабал алим. Навистина, оние врз кои зборот на Господарот твој ќе се потврди нема да веруваат, па дури да им дојдат сите ајети и сите докази, се додека со очи не ја видат болната казна. Колку и да му носиш ајети, тие нема да веруваат. Оние за кои Аллах одреди дека нема да веруваат. Возвишениот Аллах Азза ва Џел вели за тврдоглавите припадници на книгата од евреите и христијаните: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. И кога ти, о Аллахов пратенику, би им ги донел сите докази на тие кои што им е дадена книгата, тие пак нема да следат твојата кибла. Тие пак нема да веруваат во тебе и нема да следат верата на возвишениот Аллах Азза ва Џел. Ове значи, браќа, дека оној на кого Аллах субханаху ва таала со неговата мудрост и сезнајност му одредил заблуда, нема некој кој ќе го упати на правиот пат. И кого Аллах Азза ва Џел одреди од неговата милост да биде упатен на правиот пат, нема некој кој ќе го однесе во заблуда. Затоа му беше и наредено на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, и овој ајет е како олеснување за него да не се истоштува, да не се изморува од тага по оние кои не ја прифаќаат Аллаховата вера. Исполнија должноста твоја и пренеси им ја пораката. Ове е должноста наша, која беше должност и на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Наше е да ја доставиме Аллаховата вера, па кој ќе ја прифати, ќе биде хајр за него на ова дуња и на ахирет. А кој ќе се одврати, немој да тагуваш за него и немој да се грижиш поради теја.
Zati Allah Azza wa Jalla velit, fe innema alejke al-balagu wa alejna al-hisab. На вистина твое е да ја доставуваш верата. А полагањето на сметката ни припаѓа нас. Му припаѓа на кого? На возвишениот Аллах Азза ва Джел. На тие што не веруваат, на вистина им е сеено дали ти ги опоменуваш или нема да ги опоменуваш, тие не веруваат. Ова е најлошото својство на неверниците. Колку да ја опоменувиш, тие нема да веруваат. Седмиот ајет ни дава уште својства нивни, па вели Аллах Азза ва Джел: "Хатама Аллаху ала кулубихим ва ала сам'ихим ва ала абсарихим гишава ва лахум азабун азим." Или ове е причина за нивното неверување, за нивното неприфаќање на вистината. Па вели Аллах Азза ва Джел: Аллах ги запечати срцата нивни и слухот нивни, а на погледите нивни има перде и за нив има голема казна. Велит Катада рахимахуллаху таала: шејтанот ги совладал на верниците, бидејќи тие му се подчинија на проклетиот шејтан. Па Аллах Азза ва Джел ги запечати нивните срца и нивниот слух и на нивните очи стави перде. Затоа тие не го гледаат упатството, не слушаат, не разбираат и не сваќаат. И на вистина човек да размисли колку докази да му се носат на невернициве или на грешнициве. Толку јасни докази како ден и се чудиш како човеков не верви. Не верви затоа што му е запечатано неговото срце и во неговите очи имат перде кое немој да ја видит и да ја сватит Аллаховата вера или вистината. Муџахид рахимахуллаху таала велит: Аллах ги запечати срцата нивни. Значи гревовите се натрупале врз неговото срце, па го обколиле срцето од сите страни, се додека не се натрупале врз него целосно. Е тоа нивно натрупување на гревовите врз неговото срце е токму печатењето од возвишениот Аллах Азза ва Джел. Ова укажува дека гревовите, и зате е проблем кога ние сме немарни према гревовите, без разлика дали се мали, а посебно ако се големи, не му даваме многу важност, а додека гревове се таложат на срцево едно по едно, па тие се најголем себеб за пречка од упатство. Најголем себеб човек да не може да ја види вистината од возвишениот Аллах Азза ва Джел. Ал-Куртуби рахимахуллаху таала рекол: целиот уммет е едногласен дека возвишениот Аллах Азза ва Джел самиот себе се опишал со печатење и затворање на срцата на неверниците како казна за нивното неверство. Како што Аллах Азза ва Джел вели: бел табеа Аллаху алейха би куфрихим. Аллах поради нивното неверување, Аллах Азза ва Джел не е неправеден. Аллах не прави неправда. Туку поради нивните гревови и поради нивното неверување, Аллах Азза ва Джел им ги запечати нивните срца. Од Ебу Хурейра радијаллаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: Иннал муъмина идha азнаба канат нуктатан савда'у фи қалбихи, фа ин таба ва наза'a ва стагфар суқила қалбуху ва ин зада задат. Велит алейхи салату ва салам: кога верникот ќе направи грев, во неговото срце се става црна точка. Ако се покае и се воздржи од гревот и се покае, срцето му се чисти од тие точки, од тие гревови и повторно сјае, и повторно свети. Но ако продолжи со гревови, црните точки се зголемуваат се додека не го покрија целото тело или целото срце. Е тоа е токму таа рџа за која Аллах субханаху ва таала вели: келла бел рана ала кулубихим ма кану јаксибун. Тоа што го правеле и го заработале, ги прекрило на срцата нивни и те велит како рџата која го прекрива на железото. Себебот за ове запечатење е токму веќе гревовите и таложењето на гревовите еден на други. Како што вели Ибн Џерир ат-Табери рахимахуллаху таала,
Allahovi od pratenik sallallahu alaihi wasallam со овој хадис не извести дека кога гревовите ќе се натрупаат еден по друг врз срцата, тие ги затвораат. А кога ќе се затворат, тогаш доаѓа печатот и затворањето од страна на возвишениот Аллах азза ва џел. Тогаш, кога срцето ќе биде запечатено, верувањето и иманот не може да најде пат да стигне до срцето. И исто така, и куфрот и неверството не може да најде пат да излезе од тоа срце. Па ги проучил куранските ајати, хатамаллаху ала кулубихим ва ала сам'ихим. Аллах ги запечати нивните срца и нивниот слух. Овие неверници со овие својства, кои е свеено на ова дуња, дали ќе ги опоменуваш или не, на вистина врече на судниот ден, ќе жалат за тоа и ќе имаат многу надежи и желби на судниот ден, но од ними нема да има никаква корист на тој ден. Јаума јафирру l-mar'u min ахих, wa ummihi wa abih, wa sahibatihi wa banih, li kulli mri'in minhum јаума idhin sha'nu yughnih. На тој ден, кога човекот од братот свој ќе избега, и од мајката своја, и од таткото свој, и од сопругата своја, и од синовите своји. Тој ден, секој човек само за себе си ќе се грижи. Па во овој важен и величенствен ден, неверникот ќе посака да се откупи со најблискиот свој роднина, само за да се спаси од казната на возвишениот Аллах азза ва џел, но тоа е невозможно. Тој ќе посака тогаш, во време кога желбите нема да му има никаква корист. И тогаш ќе се надева, но во тие моменти надежта нема да му вреди ништо на Аллаховите непријатели на судниот ден. Затоа во тие моменти нивната болка, душевна и нивната депресија ќе биде огромна и нивното жалење немој да се опиши. Велит Аллах субхану ва та'ала: لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Вели субхану ва та'ала: на тие кои на својот господар ќе му се одзвијат, им припаѓа најубава награда, тоа е џеннет. Ова е една група. Оние кои ќе му се одзвие на возвишениот Аллах азза ва џел. Но што е со другава група? Велит Аллах субхану ва та'ала: а на тие кои нема да му се одзвијат, кога се што е на земјата би било нивно и уште толку. Замислите неверник да поседува цела дуња, све што е на неја и уште толку, со тоа би се откупиле на судниот ден само да се спасит од Аллаховата казна. Но тоа е денот кога веќе нема да му користи откуп. Па Аллах азза ва џелле вели: нив ги чека кобно полагање на сметката и нивното престојувалиште ќе биде џехеннемот, а тоа е грозна постела. И вели субханаху ва та'ала: يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. Велит Аллах азза ва џел, опишувајќи ја ситуацијата на неверникот на судниот ден. Вели субхану ва та'ала: злосторникот, тоест неверникот, а и грешникот, едвај би спосакал од страдањето на тој ден да се искупи со синовите своји. Најсакана работа или најсакан инсан на дуњава е твојот син, твоите чеда. Но на судниот ден, неверникот и грешникот ќе сака да и фоллит во џехеннем своите деца, само тој да се спаси од Аллаховата казна. Едвај ќе чека да се откупи со своите синови, и со жената своја, и со братот свој, и со ближната роднина своја, која го штитеа на оваа дуња, и со сите што се на земјата. Све би дал, и од имот, а и од своја фамилија, само да се спаси од што? Од казната на возвишениот Аллах азза ва џел. Но Аллах субханаху ва та'ала велит: كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى.
велит Аллах субхану ва таала, никако нема да биде тонаке како што се надеваат неверниците. Туку навистина тоа ќе биде распламтен оган на джехеннемот. Неговата жештина е толку силна, што ја корне кожата од главата и од сите делови на телото. Толку е силен джехеннемот и джехеннемскиот оган, што ќе му падвет парчиња од неговото тело. Но што кога ќе се распадне телото? Повторно Аллах Азза ва Джелле ќе му даде тело за нон-стоп да ја чувствува болната казна во джехеннем. Не му вредит повеќе ни синови, ни роднини и ништо не му вредит од оваа дуња. Овој джехеннем и оваа жештина ќе го повикува оној што и вртел грб на вистината на оваа дуња и се оддалечил од верата и натрупувал богатство и го сокривал и скржавел да не го троши на Аллаховиот пат. Една од исто така желбите нивни на судниот ден е тоа што ќе посакуваат смрт. На оваа дуња, како што ни е познато, смртта е едно од најомразените и најнесаканите работи на неверниците. Најпојче што морзет да умре, 1000 години да живее. Но на судниот ден, кога ќе ја виде страхотијата и ужасот на тој ден, ќе посакае да умре. Велит Аллах Азза ва Джел, пренесувајќи ни како ќе зборуваат, ја лейтаха канетил кадија. Камо среќа, смртта да ме докрајчеше. Камо среќа, смртта да беше последното нешто. Имам Катаде рахимахуллаху таала велит, тој ќе ја посакува смртта, а на дуњалукот немаше нешто што му е поомразен од смртта. Овие се враќа некои нивни пусти желби на судниот ден, од кои нема да имаат никаква корист. Ебу Хурейра ради Аллаху анху велит, сите створенија ќе бидат собрани на судниот ден, од животни и птици и се друго. Праведноста на Аллах субханаху ва таала ќе биде толкова што ќе и се врати правото на овцата без рогови од овцата со рогови. Што значи дека на судниот ден сите створенија на оваа дуња од животни и птици ќе го земаат хакот на судниот ден и ќе се пресуди измеѓу ними. Па кога ќе се заврши судењето помеѓу животните, тогаш Аллах Азза ва Джелле ќе нареди и ќе каже, бидете прашина. Па сите животни и суштества ќе бидат и ќе постанат прашина. Што значи, луѓето и джиновите се оние кои ќе бидат наградени или казнети, а додека животните и сите суштества од оваа дуња на судниот ден, само од праведноста на возвишениот Аллах Азза ва Джел, ќе им биде пресудено измеѓу нив, ќе им биде вратен хакот на секој еден од нив, па потоа ќе бидат претворени на очи пред очи наши, ќе бидат претворени во прашина. Во овој момент на судниот ден, неверниците ќе ја гледаат ова состојба, ова ситуација. Па во тие моменти ќе кажат, ја лейтени кунту тураба. Камо среќа да бев прашина. Камо среќа да постанев земја како што постана овие животни. Камо среќа да немаше полагање на сметка и да немаше казна. Овие се нивни пусти желби. Како што вели исто така Аллах субхану ва таала, јауме изи јавадду алладина кафару ва асаву расула лау тусавва бихимул арду ва ла јактумуна Аллаха хадиса. Вели субхану ва таала, на тој ден тие кои не верува и кои му се спротивставуваа на пратеникот саллаллаху алейхи ва селем, ќе посакаат земјата над нив да е порамнена, а од Аллах нема да можат ниту еден збор да сокријат. Велит Ибн Каthир рахимахуллаху таала. Односно, неверниците на судниот ден би посакале земјата да се расцепи и да ги проголта поради ужасите и стравот што ќе го видат на местата на собирањето и поради срамот, понижувањето и укорувањето што ќе ги снајде на тој ден. Затоа, браќа, муслиманот, обавеза му е секогаш да си го проверува своето срце,
својата ситуација, зашто срцето е место на разбирање и место на сваќање. Па свекој еден кој не чувствува страв од опомена, кој не прифаќа поука, кој не прифаќа совет и кој не прифаќа вистина, во неговото срце има сличност на срцата на овие неверници, за кои Аллах субханаху ва таала вели: "Хатама Аллаху ала кулубихим ва ала самихим", Аллах ги запечати нивните срца и нивниот слух. Го моля на возвишениот Аллах азза ва џел да ни чуват од свекое едно дело што мој да ни донеси до куфр, а никој не е заштитен од теја. Го моля на возвишениот Аллах азза ва џел да ни дај да живееме на овој иман, на оваа вера и да преселиме како муахиди, како оние кои го обожаваат само на возвишениот Аллах азза ва џел. И на крај имате едно кратко прашање, а те вели како пратеникот Мухаммед салаллаху алейхи ва селем одговара на секој што испрача салават на него во исто време, ако кога ни има над милиарда муслимани. Па како мој да му враштат селами или салавати на секој еден од нас? Како одговор, во веродостојни хадиси е потврдено дека нашите салавати што и даваме стигве до кого? До Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Од Абдулла ибн Месуд радијаллаху анху се пренесува дека пратеникот салаллаху алейхи ва селем рекол: Аллах има посебни мелеци кои патуваат по земјата и ми ги пренесуваат селамите од мојот уммет. Свекој салават што го носиш, овие мелеци го земвет и му го пренесвет на кого? На Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. А во друго предание кој е веродостојно се вели дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: нема некој што ќе ми дај целам, ќе ми испрати целам, а Аллах да не ми ја врати душата за да му одговора на тој селам. Све вреча што е потврдено од пратеникот салаллаху алейхи ва селем, нас ни е задолжително да го прифатиме и да вервиме во него, без разлика дали ќе сватиме точната природа и суштината на теја или не. Зошто состојбата на берзехот во гробот е истата како на ахирет, што значи те нешто што е од гајб, а спомнахме дека гајбот го знаи само Аллах азза ва џел. И ние не навлегвиме во оне што не ни е точно пренесено. Наше е да вервиме дека свите наши салавати стигве до Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. И те е чест за нас. Прво е чест што мелек го земви твојот салават и го носи до Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, а исто второ е чест наша, Аллаховиот пратеник, да ни врати на нашиот селам. Оне што мој приближно да се кажи, за приближно да се свати, е дека во денешно време знаеме дека кога човек мој да пушти една порака и во еден момент таа порака да му стигне на милиони луѓе. И теа не е чудно денеска. А што се однесви до Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, теа рековме гајб, берзех, и теа не се споредви со ништо во оваа дуња. Тие се други мерила и Аллах азза ва џелле е свемочен и прави оне што сака. Значи носите што повеќе салават на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем и знаете дека тој стигви до него, до Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, а како и каквочаната на теја не ни е нас објаснато и немаме потреба да навлегнеме во тие работи. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.